Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со законот за празниците на Република Македонија, 18 април 2014 година петок, Велики петок, петок пред Великден, е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед. Исто така 21 април 2014 година понеделник, Великден, вториот ден на Великден. Според православниот календар е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Добро дојдовте во Урбаните вести. Еве што ќе гледате. Текстилната индустрија со позитивен раст во 2013 година. Во Финки презентирани иновативни технологии во културата. Домакинствата ќе добијат канти за селектирање на отпадот. Фестивалот Здраво млади ќе се одржи на 23 мај во МКЦ. Денеска почна страстната седмица, последната седма недела од честниот пост што му претходи на Великден. Текстилната индустрија бележи пораст на производството за речиси 79%, но тоа не значи дека текстилот излезе од кризата, велат од Сдруженијето на текстилна индустрија. Се уште трошоците се многу високи, а конкуренцијата силна, истакна денеска на пресконференција председателот на Сдруженијето на текстилната индустрија при Стопанската комора на Македонија. Според последните статистички податоци, текстилната индустрија во Република Македонија во 2013 година во однос на 2012 забележува позитивен тренд и тоа во делот на производството на текстил, забележен е раст од околу 79,9% и производство на облека 13,7%. Извозот на текстилните производи во 2013 година изнесуваше 101 милион американски долари, од кои 77,6% отпаѓа на текстилни тканини, а 624 милиони долари отпаѓа на готовите текстилни производи. Истиот позитивен тренд продолжува и во првите 2 месеца од 2014 година, каде што имаме зголемување од 16,3% кај текстилните тканини и 7,9% кај готовите производи, информираше денеска Сашо Деспотовски од Стопанската комора на Република Македонија. Текстилната индустрија има значајно место во македонската економија. Околу 42.000 работници работат во текстилната индустрија, што представува 12% од вкупниот број на вработени и 40% од вработените во преработувачката индустрија. Во 2013 година, учеството на извозот во текстилната индустрија во вкупниот извоз на земјата учествува со 16,4%. Според председателот на Сдруженијето на текстилната индустрија при Стопанската комора на Република Македонија, Ангел Димитров, бројките покажуваат дека во 2013 година предпријатијата од текстилната индустрија успеа да остварат одреден раст. Тој потврди дека и најновите статистички податоци за индексот на индустриското производство за февруари 2014 година го потврдуваат тоа. Во јануари и февруари 2014 година во однос на 2013 имаме пораст од 7,9%. Сепак тоа не значи дека текстилната индустрија излегла од кризата, посочи Димитров, бидејќи според него се уште се присутни притисоците на ефтина работна сила од далечниот исток. Овој пораст на гранката 13 производство на текстил, иако се работи за значајно зголемување, не е многу значено за вкупната гранка и за особено за нашата преработувачка индустрија, затоа што производство на текстил, за разлика од производство на облека, учествува со многу мал процент во вкупниот извоз на текстил. Во прв поглед, овие 13,7% на вистина се значени, но од каде тие потекнуваат? Тоа се должи на два фактори или два критериуми. Првиот фактор е заживувањето на економијата на нашите трговски партнери од Западна Европа, во прв ред на Германија, каде тоа заживување предизвика и зголемување на нарачките на нашите компании кои соработуваат со тие нивни брендови. Вториот факт кој влијае на ова зголемување е се повисоката фаза на доработка или зголемувањето на нашето учество во вкупната цена на готовиот производ, а тоа значи дека покрај работната рака, овде се доработуваат сите фази, фазата на везење, принтање, печатање на готовите производи. Мора да бидеме искрени и реални. Ова не значи дека текстилната индустрија излегла од кризата или дека тоа значи дека веќе во иднина може да очекуваме големи стапки на развој.
Се уште се овде притисоците на ефтината работна сила во далечниот исток и се уште е присутно селење на дел од големите трговски ланци и големите производители на текстил во земјите како што е Бангладеш, Пакистан, Индонезија, Бурма, Виетнам и така натаму. Британскиот совет и факултетот за информатички науки и компјутерство инженерство денеска организираа презентација за иновативни технологии во културата, Култип култура, технологии, иновации и предприемништво. Настанот има за цел да ги доближи технологијата, предприемништвото и културата до студентите по информатички науки и компјутерско инженерство, младите предприемачи, стартап компаниите и представниците на културни институции во Македонија. Томислав Атанасовски. Британскиот совет во Република Македонија и Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство ФИНКИ денеска организираа презентација за иновативни технологии во културата или Култип култура, технологии, иновации и предприемништво. Настанот има за цел да ги доближи технологијата, предприемништвото и културата до студентите по информатички науки и компјутерско инженерство, младите предприемачи, стартап компаниите и представниците на културните институции во Република Македонија. На настанот што се одржа во амфитеатарот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје учествуваа представници од културните институции, млади предприемачи, стартап компании и студенти кои се занимаваат со развој на софтвер, мобилни апликации и дигитални медиуми. Денешниот настан, денешната работелница се нарекува Култип, или тоа значи технологии, иновации, предприемништво во културата. Главната идеја е да ги споиме, да ги зближиме нашите студенти, студентите кои што се од техничкиот кампус, со представници, со вработени, со луѓе кои што креираат политиката на културните институции, а се со цел да направиме нешто што можеби ќе ја смени перцепцијата на кој што се перцепцијата за културата во Македонија, како таа се доживува, кои се услугите, која е публиката, сакаме да донесеме што е можно повеќе луѓе во нашите културни институции и да технологијата да помогне она што е што се случува таму да биде поприфатливо за широката популација, јас би рекол пред се за младите. Ова е серија на настани, ќе имаме неколку настани во текот на годината. Денеска е првиот настан во кој што практично правиме промоција на потребата и за зближување на овие две целни групи. Денешниот настан е во рамките на работата на Британски совет во сферата на развој на креативни индустрии, сфера во која почнавме да работиме пред 2 години во соработка со Министерството за култура и со другите институции во Македонија. Целта на целокупниот проект на Британски совет е да ја мотивираме соработката помеѓу институциите во развојот и информацијата на креативните индустрии и со овој настан денеска всушност активно се вклучува Универзитетот Свети Кирил и Методи, односно ФИНКИ, со тоа што го доближуваме прво концепт на креативни индустрии до студентите и овозможуваме на студентите да дознаат нешто повеќе за тоа како тие можат со иновации и технологија да му помогнат на културниот сектор во нивните заложби за тоа да привлечат повеќе публика во дигитализација на културното богатство во Република Македонија и воедно да се зајакне воопшто со работката помеѓу културниот сектор и образовниот сектор. Очекуваме да има представници од музеите, галериите, архивите, театрите, мултимедијалните центри во Македонија, затоа што сето она што ќе го понудиме како решение, да речеме, ќе бидат пременливи во сите тие културни институции. Своје обраќање има и експерти од Велика Британија кои ги споделија своите искуства со колегите од Македонија во вид на презентации и дискусии, како презентација на некои од големите трендови во користењето на дигиталните технологии во уметноста и културното наследство од Велика Британија и потребата за дефинирање на насоки за соодветно користење на технологијата. Презентација како чаптер ја поддржува уметничката сцена во Кардиф, фокус на технологијата и незиното влијание врз уметноста и како предприемачите и уметниците може да соработуваат и заедно да живеат едни со други.
Домакинствата што живеат во куќи ќе добијат по уште една пластична канта за селектирање на комуналниот отпад. Ова ќе биде пилот проект и нема да се спроведе на целата територија на Скопје, а целта меѓу другото е да се намалат оштетувањата на жичините контейнери за селекција на отпадот. На индивидуалните домакинства ќе им поделиме уште по една пластична канта, за тие да имаат можност отпадот што го создаваат дневно да го селектираат во две канти. Во едната ќе се фрла влажниот отпад кој го представува органскиот отпад, кој пак потекнува од храната, а во другата ќе се фрла сето она што е сув отпад, како што се хартија, картон, тетрапак, пет амбалажа, текстил, дрво, метал, информираат од комунална хигиена. Идејата произлегла од тоа што постојано имале проблем со уништувањето на жичините контейнери поставени низ градот и каде што досега граѓаните имаа можност да вршат селекција. Поставувањето на жичините контейнери во градот во почетокот било голем придонес за граѓаните, бидејќи на тој начин е создадена можност тие да го селектираат отпадот. Во почетокот 95% од граѓаните ја почитуваа селекцијата и го фрлаа отпадот на вистинското место, но за жал тоа не беше така докрај, велат од комунална хигиена. На територијата на Скопје има 230 жичени контейнери, од кои 103 се трикоморни за пластика, картон и лименки, а другите се со една комора и во нив може да се фрла само 5 амбалажа. Четвртото издание на фестивалот Здраво млади ќе се одржи на 23 мај во МКЦ Скопје. Најавени артисти се американските бендови The Soft Moon, Фонија и Трус. Оваа година фестивалската програма ќе се одвива на една бина на отворено, во еден фестивалски ден, а ќе настапат 6 изведувачи. Како најава на Здраво млади 2014 на 10 мај 2014 година во Младинскиот културен центар ќе се одржи промотивен настан со настап на средношколски музички групи кои свират исклучиво своја авторска музика без жанровски ограничувања. Можност за свое представување ќе имаат сите средношколски музички групи или соло артисти од сите музички жанрови, електронска музика, хип-хоп, рок музика, кои изведуваат исклучиво своји авторски дела. Пријавувањето на заинтересираните изведувачи трае до 15 април до 16 часот. За пријава на настанот, бендовите треба да достават кратка биографија, фотографии, контакт, како и демо снимка или интернет линк од аудио или видео изведба на некоја од нивните авторски песни. Цената на билет до 26 април изнесува 400 динари. Веќе од 27 април цената на билетот ќе изнесува 500 динари, а од 18 мај цената на билетот ќе достигне највисоката цена од 600 динари. Оваа година има новитет со така наречен другарски билет и сите што ќе купат заеднички 4 билети добиваат еден билет гратис. Акцијата другарски билет ќе биде спроведена само на билетарата на МКЦ. За православните христијани денеска почна страстната седмица, последната седма недела од честниот пост што му претходи на Великден. Оваа недела од Велики понеделник до Велика сабота верниците ја поминуваат во строг пост, молитви и покаяние. На богослужбите во црквите се потсетува на последните земни денови на Исус Христос, неговото приведување и страдањето на крстот. Оваа недела се нарекува страстна, според старословенскиот збор страст, што значи страдање, трпение и болка. Денеска на Велики понеделник црквата потсетува на старозаветниот Јосиф, кого браќата го продале за 20 сребреници, но тој се спасил и подоцна станал владетел на Египет. На Велики вторник, православната црква го покажува богочовекот Исус Христос како сезнаечки, кој во саботата кога го воскреснал Лазар, знаел дека еврејските старишини го осудиле на смрт. На Велика среда се споменува предавството на Јуда. На тој ден, во спомен на жената која историла миро на Христовите нозе, во црквите се врши една од 7 свети тајни, осветувањето елеј. Верниците тогаш се помазуваат со осветеното масло, како лек за телесно и за душевно здравје. На Велики четврток се служи литургија на Васили Велики. На тој ден Исус Христос ја востановил светата тајна на причестување во облик на леб и вино, што го представуваат телото и крвта Господово. Вечерта има бдење и се читаат 12 евангелија за Христовите страдања. На Велики петок нема литургија. Тоа е најжалосниот ден за христијаните, бидејќи Исус Христос бил осуден и распнат на крст. Во времето на смртта на Синот Божи, земјата се затрасла, сонцето се помрачило, а завесата во Ерусалимскиот храм се искинала на 2 дела. Наместо камбани во црквите се до недела се слуша звукот на клепалото.
Вечерта се изнесува плаштеницата која го означува посмртното облекување и полагање во гробот на Исус Христос и се служи опело. По обиколката околу храмот, верниците минуваат под плаштеницата. На Велика сабота, последниот ден од Великденскиот пост, се служи опело за Исус Христос. Во раните попладневни часови се служи литургија на Свети Василий Велики. Доцна попладне, во Ерусалимскиот храм на Светиот гроб на Господ Исус Христос, во кој предходно се изгасени сите свеќи и кандила, се пали светиот оган, што го прима Ерусалимскиот патриарх и потоа го пренесува на народот. Во недела е Великден, денот на воскреснувањето на Исус Христос. На овој ден широко распространета традиција е кршењето со великденските јајца за здравје, среќа и напредок. Великден е тридневен празник кој покрај недела ги вклучува и понеделник и вторник. На Великден верниците се поздравуваат со поздравот Христос воскресе и вистина воскресе. Кошаркарите на ИМЗТ Скопје победија и во третиот надпревар од Суперлигата. Ракометарите на Вардар по втор пат ја освоија регионалната Сеха лига. За овие останатите вести од спортот по рекламите.